Вака одбележуваме 10 години приказни што ставаат траги и прават промени. Наместо јубилејот да го собереме во еден ден, решивме да го претвориме во целогодишна низа од мали но значајни моменти како денешниот. Веруваме дека најубавите прослави се оние што се споделуваат, па затоа денот го поминавме со децата дома 25 мај, подарувајќи се меѓусебно насмевки, дружба и убави спомени тука во Зоолошката градина во Скопје. Символично токму оваа година и Зоолошката градина одбележува голем јубилеј, 100 години постоење, што ја направи оваа средба уште попосебна. Инспирација, како и моите колеги, не донесе тука само една цел, тоа е животните. Бидејќи работам често и со деца, иако мојата основна професија е зоонеговател, на децата знам да им речам, замислете институцијава да беше човек, ќе беше една, викам, сериозна стара баба, 100 години не е малце, заради тоа што веројатно во 926 кога Станко Караман решил на ова тло да формира една збирка, колекција која во тоа време нели се викала Зоолошка и се уште се вика до душа, но во се надевам еден поинаков формат или 100 годишнината треба да ни биде едно потсетување за минатото, но и она што сега го живееме. Природниот, ајде да речем, непријател е ајкулата, морскиот лав. И сега тие ако пливаат одоздоле ќе го видат стомакот на пингвинот, така, кој што е бел, светол, најчесто како небото. И ќе се совпадне со површината на небото и ќе се успее да се камуфлира. Ние како установа им пружаме секојдневна грижа, внимание на децата, тоа им е многу потребно за нивниот раст и развој. И денеска имаат исто така можност да направат една паралела како е па овде во Зоолошката градина, како негователите овде се грижат за нив, им ја пружаат потребната поддршка, внимание, љубов. Децата денеска видоа едно многу убаво искуство, луѓе што се многу добро обучени, што си ја познаваат работата, што покажуваат многу љубов и грижа кон животните. Голем интерес постоеше кај децата, воодушевени беа од искажувањето на Војо како зоонеговател. Мислам дека се роди и првите почетоци, сега децата покажаа голем интерес за тоа, би можело да биде тоа нивна идна професија. Царство на пингвините, на фламингата, сега и камили си земавме и се така помалце се нешто си зимаме. Идејата или целта на нашата водич тура во градината е многу повеќе на тоа да мотивираме емпатија кај децата, сочувство со животните, некои од, да речеме, погрешно интерпретираните движења или активности на животните да пробаме да им ги преведеме, да ги доближиме, но и да мотивираме генерално емпатија кон природа и екологија, како повторно би успеале да им помогнеме на нив. И она втората цел, поготово денес, беше да мотивираме некоја ваква категорија тинејџери, да почнат да размислуваат на тоа како би си ја пронашле професијата која може би се поистоветува. Овде сепак живеат живи животни за кои што зависат од вашите активности денес. И колку повеќе се инволвираат луѓе кои што сакаат животни и природа, толку подобар квалитет за нив, но и толку побрза трансформација на институцијата во која и самиот работам. Затоа верувам во ваквата млада генерација и верувам дека тие се оние кои што ќе ги направат. Искажуваме голема благодарност во име на установата, на децата, од денешната средба на вас, види бака, од причини што не секогаш сме во можност, нели, да им понудиме на децата. Вакво вид изненадување